one-on-one web content brought to you by Good Nature. Здраво народе, како сте, дали сте добри? Среќна нова година на сите! Луѓе, периодов, значи цело лето го поминавме со свадби, едно најинтересното нешто што мене ме возбудуваше е македонска традиционална свадба. Што се не испоминуваш во текот на таа свадба? Не знам дали сте свесни вие. Ќе започнам од самиот момент кога збудува невестата, на самиот ден на свадбата. Таа збудува во 6:35 минути, малку возбудена, вознемирена, мава ја ентузиазепам да се среди. Чисто за почеток, после тоа тргнува директно да оди на фризер. Како што слегува долу, се начекува со комшиите, тук комшивките, со џамаданчиња, по тренерки од озгора чорапи и влечки онакви синдикалки лајнар. Такви и успат како во крими филм. Кај одиш? Одам на фризер. Ајде. Оди таа, а тоа во 6:30 по сабајле. Замисли која фризерка е спремна во 6:30 да е, значи онака да е најпозитивна. Оти ова е денот на невестата, значи клучниот момент. Тргнува, како што стигнува таму, фризерот е малку како фризер, значи, и вика, срцкајте напрем, преуба! Има три класични фризури за невеста. Прва фризура, значи како марсовец малку, залепена вака. Втора фризура е сарми замотани. Оваа има и подгрупа сарми одмотани. Значи ова е фризура. На крајот се одбира, мислам, некоја најпопуларна фризура, тоа е хамбургер растурен. Тоа е најпопуларна. А што се случува во меѓувреме кај другиот главен лик, тоа е зетот. Зетот се разбудува на кај 7:15 минути, тој малку си поспива. Се разбудува со кумот, никој не знае како, али кумот е тука. Па од трема се малку мават по една ракија, нема диазепами. Кај што бев таму деверот толку тремаш имаше зетот, мана е по печестраки на болница завршија. Кумот го фати за рака, го однесе на болница, гледаше кумот кај што му стават инфузија на зетот, му се случи ајде и него една инфузија. Се вратија вакви назад цели. Во меѓувреме кај невестата таја оди на шминкер. Значи има пробна шминка направила. И кој ќе стигне таму, кој ќе нашминка шминкерот, вака реагира. Шо е бе? Ноќна шминка. Значи имаш и денска и ноќна. Кога оди на изурица, вака реагираат луѓе. Шо е ова бе? Стигнува дома, веќе има руска салата, кифлиња, работи, салфетки и воружи направени. За сватоите, а се покажи баш како што треба. И тука, значи, овие комшивките со мајката ја вежбат невестата 3 напред, 3 назад и кога ќе праша попот дали ти, девојко, невесто, ќе го земеш зетот за маш, таа да рече, попет ќе го земам. Да го да не се збуни, да не му речи попот, на попот да рече, попет да го земам. Оти тој е душичка, ако е како Бетмен облечен. Греши душа. Во меѓувреме кај зетот тој живее на 5 спрат, цела зграда е како лампион направена со 300 работи, да се знае, ова шечкара палото тука е заглавена со муштари, цело време да свети, да се знае дека свадба се прави. Во 5 спрат горе во 50 на квадрати, еден куп роднини собрани свет, тука е тетката. Тука е тетката, таа ако би имало сумо борење во Македонија, таа би била основоположник. И секогаш има едни исти бомбончиња за кои што нема да го спомнам името, уствари тие се Атлантис, човече. Атлантис се носи, тоа е за свадба, значи Атлантис оди со среќа да му е, со среќа да му е, со среќа. Е тука најглавниот лик од сите е мајката на зетот. Уствари за незе се прави свадбата. Таа е висока 1,52 сантими и има фризура топка волнена. Таа фризура ја користи за свадби, за крштевки, за се буквално, шо? И таа е весела без потреба. Така да видиш, кој ќе ја видиш вака во гужвата, во самата соба, кај што веќе се загрева свадбата, таа вика, весело, ајде! И ти е толку непријатно, избегаваш поглед, кој ќе ја видиш, ти вика, ајде! А успаците играт, има така со камера, еден ти диши тука во вратот, ти снима се, кажеш, ега, матер со то. Али има еден кучен момент дека ја е тетка, да речам, покрупната женичка, и таа ја игра, ама ти не можеш да видиш. Ти кој ќе ја видиш отстрана, таа изгледа најнормално, а внатре, таа навнатре игра, чочек. Ако имаш скенер да го видиш што се случува внатре, тоа отприлика вака би изгледал. А таа Фала. А таа реално кога ќе ја видиш отдалеку вака игра. Во меѓувреме се решаваат од 5 спрат додолу, се спуштат и додолат кај невестата. Од 5 додолу слегуваат, значи има еден армоникаш, мајката на зетот и кумот, а има за тројца место, пола вака се стружат по скалите. Како што слегуваат тука што се комшивки циркат низ на опцията ше. Весела све крвата. Таа е облечена во едноделен фустан, оти не може дводелен, од сестра и од Мелбурн пуштене. Тој се прелива во бои пуштен, значи кој застане вака се прелива во диско квин е таа. Таа е цел живот, го ќе рече, например, за ова живеам, за тоа живее таа. Таа е весела без потреба.
Како што слегува надолу, овој вика, види ја, весела, све крват. А таа не е свесна дека е весела за последен ден од животот. Од утре иди Европска унија дома. Има се по хасап систем да биде. Има онакви расправи, типо, зошто ова миленцето вака, ти реков вака правоаголно да биде, не триаголник да биде. Тоа треба со мене, зид не става овде, готово крај. Како се слегува долу, надвор ги чека БМВ купено старо ново, што ги има возено баба во Германија. Секогаш е таков моментот, низ џамот се вади знаме, се става, имаш избор на знамиња, со 8 краци, со 16, по желба. Битно јаболко се става. И попат се свири. Овие со постарите коли, кои ќе стигнат, например, негде при крајот, последен сат свирење, вака само се слушам. Си викам, зошто се свири, мислам, клучниот момент. Сигурно се свири за да речи некој, уште еден се заеба. Значи имаш чувство како за на фудбал да се оди. Кога стигнуваш таму, значи кај невестата, буквално цела населба е собрана, куќите се поставени амфитеатрално, сите да имат поглед врз сите, и сите имат земено сокчиња, нешто пиваш успеале, по тренерки од озгода со чорапчиња стојат и тие кои ќе видиш вака една слика од далеку, гледаш само кола, зетот и кумот и кај што вака кај што играат тие. Кој вози си, викаш човече? Најднаш ја кочат колата, излегува, почнува оро да игра прашина, да се криева од сите страни, демек да се покаже дека се весели. Од тука влегува директно кај невестата. На врата ги чека една девојче кој што става зимзелено дрво директно на нова кошула. Мора да е зимзелена. Смрека, борелка, што и дај на нова кошула, дупка да ти отвори, значи. Сега има разни адети и обичаи. Има адетот типот, например, зетот со што му дедото, уствари таткото на невестата, да скрши една погача, да каснат и да се бакнуваат дури јадат. Трошки да им паѓаат, успат. Сериозно го има, некде таму бевчани поима немам. И во еден момент се решаваат пепелашка да ја спасат од собствените другарки. Таа е, значи, со собствените другарки и фотограф. Тука има еден фотограф што ја форсира невестата да биде пресекси. Прво, значи, дома, кај не се во детска, значи, таа има 32 години, има детска соба. Има внатре, значи, кауч, што е купен, кој се родила и не е изваден од таму. И има едно што се вика гардероб. Значи, тој е гардероб, тој се отвара еднаш до 2 пати годишно, кој се отвори вака и затоа не се отвора за секој случај, нека седи затворен. Значи, на него има плакати Backstreet Boys и ова Ристо врте во најболи години. Забит имаше, тогаш. Таква све. И ја форсира невеста. Ајде сега, малце. Ама не, сакам да се сликам. Ајде, малку опушти се. Како меко порно на некој начин снимам. Во еден момент, не сакам, и во еден момент вака слика нега. Ајде, зад пердето сега оди, например, застаната вака. Ајде сега пред пердето, застанува пред пердето. Сега преку бурмата гледај го. Де ќе дојде, де нема да дојде, де ќе дојде, де нема да дојде. И сега е моментот кога решаваат да ја ослободат пепелашка, во меѓувреме другарките тие имат, значи, едни фустани тука за утрото, едни за навечер одбрани, и пијат тука ракија, се стега за глупости, жестоки све, и тие не ја даваат невестата. Има успат. Не ја даваме од овде. Дајте невестата, не ја даваме, не ја даваме. Значи ти тука ја бранат. Нема да ја дадеме. Пари, нати пари. Уште, нати уште, што напречав, уште, давај, нати, држи. Нема да пуштиме. И во еден момент само пуф, се отвара вратата. Зетот и невестата како прв пат да се гледаат. Љубов на прв поглед. Арно, таа кутрата трудна остане, иначе шипак што ќе ја земеш. Рипнува од нигде никаде деверот, рипнува тука ситни парички, чевлите да ги полни, таа да ги облекува, да оди као прекршена, како срна родена, што туку. Али успат се прави с 300 адети, се прави од нигде никаде сестрата на невестата која има шамар на зетот. Како адете, знаеш. Са ја земам, шамар јадам, човече. Така реконструкција на шамарот за на Facebook слика тието. Од тука се тргнува директно кај матичарот. Има еден многу јак момент, еве јавно ќе го кажам, во Битола кај нас, матичарот кој има 60 на години, тој е матичар на сите имчита и не е за. Тоа не е за смеење, тоа е иронија се вика. И тој секогаш ја прави истата шега, а шегата е следна. Кога прашува тука дали ти невесто ќе го земиш презимето на ова. И сега клучниот момент, а дали ти зете ќе го задржиш сопственото презиме или ќе го земиш на невестата? Убила ме туѓа срамота и ние вака реагираме. Колку да помени, кој ќе речи моментот, од овој момент вие правно сте решени, да речам. И тука почнува. Сега нека се поздрават сите тука гости, сите што се собрани, почнува со среќа.
со среќа. Зедо ти невестата вакви. И тука во последен, значи, ешалон влегуваат баби со овие како за скиење, што се? Како стигнуваат и тука секојаш некоја баба инсистира да ја залапа невестата. Да се бори со неја. Ама, то видете, кој ќе ја баци, значи, буквално само и прави, а невестата само оти трајна шминка има, затоа. Гајде нема шминката. Од тука се тргнува директно, значи, во црква. Луѓе, последно кога бев на свадба, луѓето пеат, растурат маквест, луѓе. И тоа клучниот момент што е, порано беше еден поп, дали ти тогаш влезе во реката и направи амин. Сега еден пе уште 5 души назад. Таман ќе и тогаш што влезе во реката и направи вака и вака, амин и уште 5 души. Амин. И му викаме ти, што правите бе? Ќути предизбори не вработија сега. Предизбори. Таму кај што бев јас добар беше многу јак моментот, значи во Калишта, во Струга има специјален поп, ниско со брада, онака со косици и све, Game of Thrones џуџе. Сериозно, мислам, во најпозитивна смисла. Тој и валјда беше и поскапот, има специјална програма човекот. Вика, излезете сите надвор. Велики брат говори. И вика, нека влезе невестата. И влегува невестата. Мислам, дури шубе онака не привлегува невестата и се конектира со Господ. После нека влезе зетот, влегува зетот. И нека влезе деверот, влегувам јас. Викам, и јас према. И седиме тука, сте да станат и во еден момент вика, невестата нека се фати со деверот, деверот со кумот, и вака. И едно време, одете. Дупиш. Не вика, одете и почнуваме да одиме и вика, 3 круга. Викам, што на Олимпијата не пуштиш? После оттаму започнува тој весел дел, тоа е во кафана, има секојаш поставено тука во кафаната маса, има тука сватојте, значи не случајно е поставена масата за да не инсистира некоја баба да ја залапа невестата од озгора, мислам. Тој како се среќа. И тука клучниот момент кога ќе започне самата веселба, има еден пејач кој што е и водител и се, и само ова се слуша. Добро вечер, драги гости, Добро вечер, драги пријатели, ати. Да му сакаме сегиња брак на лајка. Само тоа, само младите и брак се слуша во глобала. Сите стануваат аплауз дават, никој не знае зошто, али се дава аплауз, се појавува зедот и невестата како цел живот свадби да правеле. Зарака, значи све спремене тој за танц, кореографијата, мамата му е во кореографии, зумби, чуда, 300 работи, ќе крени на 2, ќе врти 2 минути, прави 300 работи. Викам, што си мисли, замисли? Зетот, кај те зедот, кај те замисли? А таа си вика, например, добро, бе, една плата, државна, колку толку ќе се живее некако. Тоа се прилика тие момент. И почнува тука и моментот. Драги гости, од Виенски валцер продолжуваме на та-на-на-на-на-на, пам-пам! Како ова не важи, што беше претходното. Наедна све се игра, зедот да ја кумот да ја заигра невестата, бабата да ја заигра невестата, ваква невестата. Али кој ќе застани, фризурата каме. Не е џабет бигадарки. Има клучен момент, само кој нека се седнат сите на масите, ќе се дели вечерата. Се дели вечерата, после вечерата започнува оној забавен дел, а забавниот дел е еден прекрасен момент, тоа е кога сите играат диско. И игра возот. Тоа е најглупата игра што може да постои на свадба. Воз, што игра е таја? Мои су другови оди, не знам зошто, а успат сите се фатени вака и ова го брат. Мои су другови вакви. И тогаш што се постари што не станаја цела вечер. Ова го прати успат да игра. Ужас. И после следува моментот. Драги гости, драги девојки, вие сите кои што не сте мажени, невестата ќе го фрла букетот. На трета позиција Николина, 38 години, после една долга врска решава вечерва да си ја побара среќата. На втора позиција Ангела, 44, мажена, разведена, со стан во Скопје, дали видиме кој ќе биде среќникот. И на трета прекрасна позиција, на прва позиција, секогаш е тука, значи Джесика, директно од Австралија, со стан во Битола и во Мелбурн. И на крајот секогаш го фаќа букетот што некоја ни на крај памет немаш дека ќе го фати, само вака реги, ке го фати оне. Сигурно дома цела цвеќара има собрана.
Џабе им. На крајот си одат дома, ги пребројуваат, значи, парите, кој колку собрал, кој колку дал, што викат, значи, постари, за толку да им вратиме кој ќе имат свадба. Гледат колку соковници тенџериња добиле и си живеат среќно до крајот на животот. Ова е мојата чудесна земја Македонија.